Јавноста минатата недела беше шокирана кога група луѓе излегоа на протести против системот безбеден град, но уште позбунувачко беше извинувањето, кое го отвори прашањето дали и денес кај некои заедници зборот на локалните авторитети тежи повеќе отколку правилата на системот. Камерите на Safe City не го создадоа проблемот, тие само го направија видлив. Минатонеделните протести не се инцидент, туку симптом што не натера повторно да се запрашаме дали нашите сограѓани роми ги третираме како граѓани со права и обврски или повеќе како резервоар на гласови. Интеграцијата не се мери на врвот, според тоа дали имаме министер ром, стратегија или европска пофалба. Таа се мери во базата. Како живее мнозинството, дали има пристап до вода, образование, здравство, достоинствен живот. Дали Македонија на вистина е пример за ромска инклузија. Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Денеска без декларации и алиби разговараме за тоа каде сгрешивме, кому му служеше и кому денес му служи системот. Со универзитетскиот професор по социологија доктор Ило Трајковски и со Елвис Шакири, извршен директор на Ромалитико. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добре ве најдовме. Благодарам за поканата. Господин Шакири, би ве прашал прво вас што се случува на терен, некако стивна целата работа брзо како што и пламна. Дали имате сознанија што се случува во Битолски бајер каде прво почнаа протестите против системот безбеден град? Така. Јас во изминатиот период имав неколку реакции во однос на целата оваа ситуација. И мислам дека прашањето кога доаѓа поврзано со роми во смисол на организирање на протести или кревање на нивниот глас за да го искажат своето незадоволство, веднаш се задушува. И тоа го истакнав во мојот став на социјалните мрежи, нели имав и неколку пишувања. Проблемот е што веруваме дека оваа заедница е постојано под некој притисок. Во ред ќе елаборираме во детали на тамошниот текот емисијата, имаме 40 на минути. На почетокот сакав да прашам, имате ли сознание што се случува на теренот? Што прават жителите на Битолски бајер? Што прават во моментов од тоа што јас знам дека има веќе неколку пријави против лицата кои што протестираа, нели кои што упатија поголем број на закани и во моментов течат постапки и верувам дека тие постапки многу брзо ќе се решат, затоа што, како што напоменав, кога се работи за случаи поврзани со ромската заедница, законот брзо и ефективно се спроведува. Поврзано со спласнувањето на целата ситуација, доаѓа во израз поради нивното извинување во јавноста, нешто кое што мислам дека е незабележано во изминатите 30 години од осамостојувањето на нашата држава и јас морам да потенцирам дека вакво нешто можеби да видиме само во Северна Кореја, затоа што чинот на извинување, значи не навлегувам во делот. Зошто го споредувате со Северна Кореја? Па затоа што видите, значи луѓе излегуваат да се извинат, да се заблагодарат на влада, а јас не разбирам поради која причина луѓе излегуваат да се заблагодарат. Како го објаснувате тоа? Па видете, тоа е според мене урнисување на човеково достоинство. Зошто се извинат? Па верувам дека некој им направил некој притисок за да не завршат во затвор, затоа што е многу лесно вие социјално ранлива категорија постојано да ја држите под притисок и поради страф. Значи ова не ни се случува само кога има протести, за време на избори се случува, луѓе се заплашуваат да излегуваат на избори, да се кандидираат како советници, градоначалници, пратеници. Значи оваа заедница е постојано под некој начин ставена под, како да кажам, под пресија, страф и на почетокот јас сакав да напоменам дека мислам дека сакав да кажам дека целава дискусија која што сега ќе ја водиме и мислам моите ставови кои што ги кажувам не е тоа дека јас ги бранам поради тоа што возеле без возачка, значи тоа е за осуда. Се согласивме дека владењето на правото не сме да има но и дека не дискутираме тука за исклучок. Така. Тука дискутираме за протестите како симптом. И тука би го прашал професорот Трајковски како социолог, како човек кој го наблюдува општеството, колку ни е болно општеството, односно дали овие протести, како вие ги доживеавте?
вашата првична реакција како човек кој професионално го анализира и наблюдува општеството? Да, јас сум социолог и искрено не бев шокиран. Затоа што слични ситуации доживеавме. Кочани е една ситуација, онкологија е друга ситуација. И ова зборува за состојба на аномија, на непостоење на општо прифатливи норми, закони кои се почитуваат. Во овој случај за возење без возачка дозвола, прекршоци и така натаму, која што се совпаѓа и со етнички димензии. Да. Во Кочани беше друга ситуација. На онкологија, слушам вчера информацијата од експертот, од 51 досие, само едно конзилиарно мислење имало. Замислете како, значи институции кои што третираат, се тука да воспостават ред и закон, функционираат по слободно наоѓање на оние кои што треба да ги спроведуваат правилата. Затоа не сум изненаден од реакцијата. Повеќе ме изненади извинувањето. Која што во основа кажува до каде може да се оди со манипулацијата на немокните луѓе во Македонија. Јас сум убеден дека изјавите кои што ги слушнавме од револтираните, ќе ги наречам лидери, водачи на дел од ромската популација во Битола, беше во Битола, не беше во Струмица. Мислам дека има таков статус натре во заедницата. Тоа го направиле делумно иритирано од казните и веројатно заштитувајќи својата заедница. Меѓутоа, на тој начин да бидат, како што рече соговорникот, доведени да се извинуваат, кажува дека се всушност еден вид на марионетки. Феномен кој што го имаме исто така пошироко во Македонија. Јас сум, гледајќи од перспектива на науката, убеден дека, знам дека помалку моќните се лесен предмет на манипулација. Дали во ваква ситуација, или на избори, како што беше кажам, или во секојдневното функционирање на обезбедување на нормални човечки потреби, така натаму. Работата е во тоа што во Македонија интеграцијата, општествената интеграција е на многу ниски гранки. Немаме интеграција, имаме системска интеграција, да државата да функционира, да водиме избори, имаме институции, училишта, меѓутоа социјална интеграција во основа нема. Затоа велите не сте изненадени. На меѓучовечките релации и односи. Бидејќи протестите беа симптом, а не корен на проблемот. Апсолутно. Токму така. Показател на проблемот. Проблемот е подлабок. Да, дали според вас станува збор за судир помеѓу законот и сиромаштијата или повеќе помеѓу декларативната интеграција и реалната исклученост? Па и двете јас не би ги ставил тие како спротивни една со друга. Видите, од аспект на науката, законите се воѓата на помокните. Има еден историски пример, пред малку ви го споменав, во Франција за донесувањето на закон за забрана за спиење под мостовите на Сена, на реката Сена. Анатоли Франс, поголем тогашен интелектуалец, кажува величенствен е овој закон во неговата правичност да спроведи правда за сите. Никој нема да спие под Сена. Ама кој спие под Сена? Спијат сиромашните, бездомниците. Во Америка исто така имаше еден сериозен проблем од тој тип, забрана на спиење во парковите. Во парковите не спијат луѓето што имаат засолниште, спијат бездомниците, значи се однесува само на нив. Во овој дел, не само во овој случај, и во други ситуации, кога се донесуваат закони, најчесто се запоставува за која популација, за кои состојби се донесува тој закон. Морало да има анализа, сознание дека тоа ќе има и вакви ефекти. Бидејќи сигурен сум дека нашата полиција добро знаела колку возила се возат без водачки дозволи. Ама тоа не почнало вчера, тоа е систематски. Тоа се концесии кои што се правени кон таа заедница заради конкретни инструментални цели и потреби. Добро, само како дополнителна провокација за вас. Еве, државата свесно толерирала паралелен систем со децении. Така? Факт е. Ова го покажува тоа. Односно, Министерството за внатрешни работи, за кое велите би требало да знае или знаело колку луѓе возат без дозвола, го толерирало тоа 30 години, така велат овие луѓе што протестираа. Образовниот систем од друга страна дозволувал деца формално да се водат како ученици, а реално да не одат на училиште. Реално и тоа. Социјалниот систем знае за детскиот труд и реагира само со опомени или никако. И тоа е голем пропуст што укажува на еден модел
за управување со сиромаштијата, а не за Токму така. незино сузбивање. Сега, дали овие протести, господине Шакири, беа аларм дека приказната за успешна интеграција конечно се судри со реалноста? Еве ве прашувам како граѓански активист за ромски прашања, колку реално Македонија е европски лидер по интеграција на ромското прашање? Па јас не би рекол дека ние сме лидер. Тоа се изјави кои што се издава, да речеме, од самата декада, дека ние живееме најдобро, дека сме интегрирани и најдобро поставени во смисол на другите држави во Европа. Меѓутоа, тоа беше највеќе поради тоа што дел од ромите учествуваат во, да речеме, во структурите на државата. Ние, нели, секоја сме имале заменици, министри или најчесто министри без ресори, или пак, нели, сме имале државни секретари во изминатото. Некога реков Македонија е лидер, го цитирав, односно го парафразирав министерот без ресор Шабан Салиу од јули минатата година, вели во 2025 јули Македонија е лидер во Европа кога станува збор за интеграција на ромите. Имаме ром министер, кажува кои се предизвиците, меѓутоа фактот што постои ром министер единствен во европска влада, за него е врв на интеграцијата. Па не е точно, јас затоа викам, не е точно. Мислам, истото го изјави пред некој ден во друга телевизија и поистоветувањето на тоа дека ние сме лидери е само поради овие политички фигури, дека имаме представници во власта, инаку министерот е министер без ресор, ние имаме министер во Романија, министер за труд и социјална политика, кој што е ром. Колку пати, имате ли сознание, например, колку политичарите од ромската заедница одат на терен? Колку пати ги посетиле луѓето во Баир? Дали одат таму само пред избори или одат навистина да се заинтересираат за нивните предизвици? Дарко, ние кога одиме на терен, прва работа, мислам, прв контакт заедницата кога има проблем е одење кај невладиниот сектор. Значи, тоа им е првата институција со која што они имаат контакт. Дори ако им дојде некое решение од било која институција, они не одат да поднесат жалба пред институцијата, туку одат кај невладината. Зашто ви се жалат најчесто во Ромалитико кај вас? Па видете, значи жалби имате од најразличен вид. Значи, имате пристап до образование, пристап до социјални услуги, пристап до вработување, пристап до домување, значи голем проблеми со полиција, значи имате голем спектар на проблеми со кои што заедницата се соочува. Ако ги критикуваме политичарите дека не одат на терен или слабо одат на терен или одат таму само пред избори, колку невладините организации одат? Еве, например, кога ваши представници Ромалитико излегле ли во Баир да ги посетат луѓето? Значи ние бевме во Баир, ако не се лажам, пред Нова година. Значи, ние сме многу често, или ние како тим од Ромалитико, или наши луѓе кои што ги имаме на терен, како представници на Ромалитико. Како живеат луѓето во Баир? Мизерно. Мизерно, и тука ми беше оној контекст кој што вие, и не само во Баир, скоро во сите општини имаме по некоја населба, обично, која што е оттргната, да речеме, од градот, и луѓето, да, сегрегирани, и луѓето живеат мизерно, и тука би сакал да се надоврзам на она констатацијата дека системот молчи дека деца не одат на училишта, меѓутоа немало никаква пријава или дојава. И повторно ќе кажам, тоа е на сметка на децата роми. Значи има голем број на деца роми кои што не одат на училиште, нивните родители навистина не се санкционирани поради најразличен вид на причини. Меѓутоа, главниот аргумент е тука дека доколку овие деца се отпишат и не постојат во евиденцијата, тогаш голем број на наставници македонци ќе останат без своите работни места. И на сметка на тоа, фактички на задржувањето на кадарот, на крајот губи самата заедница, губат децата роми, кои што никако во иднина не може да придонесуваат во општеството. И добро. Само да напоменам, Дарко, во смисол на живеењето, тука треба да имаат голема одговорност и општините, затоа што со децении луѓево не се дел од детален урбанистички план и поради тоа не може да се направи никаква
основна инфраструктура која што всушност е основата за овие луѓе да живеат достоинствено. Ајде поред, професоре Трајковски. Само да, ако дозволите, Да се кој надоврзам. губи, да се надоврзам на ова. Губиме сите. Точно, правично губат децата, ромчиња, роми, меѓутоа губи и општеството, бидејќи подоцна тие деца стануваат граѓани и даваат вакви изјави заканувачки како што ги даваат. Одговорностите треба да ги бараме на двете страни. И на системот, на општеството, на државата, на елитите, но исто така и во самата заедница. Затоа што анализите сериозни покажуваат, бидејќи ова не е проблем само кај нас. Имате проблеми во други земји, особено кон ромската заедница. Во најголем број од општеството, тие се дури и повеќе, би рекол, маргинализирани отколку во Македонија. Во Македонија немате феномен на скинхедси кој што ги имате во Чешко-Словачка на времето, во Маđарска. И тука се зборува за феноменот на антициганизам. Се појавува. Сериозен проблем што е голем предизвик за државата кога станува збор за инклузијата на ромите. Но, тоа е затоа што се менуваат односно. Го видовме сега примерот со родителот кој не сакаше неговите дечиња, како беше. Ма да, го имате феноменот на сегрегацијата на децата во Битола, во Ѓорги Сугаре, но тоа се појави претходно во Хрватска. Значи, ние би требало да научиме од тоа што ми се случувало на другите земји и нации со малцинските заедници, за да не ги повторуваме истите грешки, а во основа ги повторуваме истите грешки. Но, од перспектива на човек кој што се наоѓа во системот, како професор, како аналитичар, социолог, одговорноста главно потекнува во тие кои што ги имаат контролните механизми во државата. Ако е така, а така е како што се објаснува, дека да, се намалува бројот на учениците македонци, па се брои бројката со ромите, тогаш треба училиштето, односно образовните власти, да бидат најодговорни за случувањето. Уште пострашно, за да не останат без работа некои наставници. Токму тоа. Така да одговорноста е двострана, не е само кај државата, тоа исто така треба да се работи сериозно и со заедницата, не само со ромската. Ние сме општество помалку или повеќе комунитарно, поделено на заедници. Интеграцијата е преку интегрирањето на заедниците, преку нивните лидери, некако помалку или повеќе племенска структура на општеството, наместо индивидуална одговорност и интеграција по тој дел. И кога станува збор за ова што го зборувате, каде заглави системот? Во концептот, во институциите или во недостигот на политичка волја? Каде сме најслаби? Во сите сегменти, но по мене најодговорно за сето тоа е елитата. Во овој случај политичката, но исто така и образовните, медицинските елити. Никој не ги терал лекарите на онкологија, докторите да го прават тоа политички, да го во основа системот на вредностите кој што го немаме, затоа сме во аномична состојба, е премногу индивидуалистички, премногу предаторски. Да се снајдам, да успеам да земам за мене и моите најблиски, не ме тангира за општествените последици. Тој наставник, тој директор кој што ќе го направи тоа, ќе потпиши согласност да прими дете од оваа населба, не таму каде што треба да припаѓа. Но како се излегува од таа матрица? Нема друг начин, освен да се соочиме со себе си и да прифатиме дека законот треба да функционира. При тоа велам, законот мора да има некоја сондажа, анализа како ќе има ефекти, да бидеме спремни, да се биде подготвен дека тој ќе најде на вакво или онакво подрачје, трусно, кое што може да има ефект. Нема друг начин. Општествата за да напредуваат мора да има ред и поредок. Така тогаш ќе знаеме предвидливо што може да очекувате од моето однесување, што и јас од вашето. Меѓутоа, и ако важи владењето на правото без исклучок за сите, веројатно тоа ќе биде почетниот апсолутно. Првиот чекор кон значи изградба да на поздраво општество. Меѓу другото, да градиме градинки во ваквите маргинализирани заедници, во реони, затоа што опфатот, на пример, на децата во предшколските институции е минимален. Ги остава да ги воспитува таа примерна социјација, дедовци и баби или најчесто улицата. За една држава, европска ако сакате, е поразителен фактор дека ќе имаш деца на улица. Добро. Шакири, дали животот на ромите во Македонија денес е суштински видливо подобар отколку пред 10 или 15 години? Или тој напредок е евидентен само на хартија по бројот на колку роми денес завршиле факултет повеќе во однос на пред 2 децении, или колку магистрирале, или колку министри во владата има? Так. Морам да кажам дека за жал останува тоа на хартија. Да, точно е дека имаме огромен напредок во делот на образованието. Јас тука повторно би кажал дека
Не е тоа поради тоа што, да речеме, пред 30 на години државата вложила, туку странски донатори. Секогаш прашањето на ромската заедница се започнувало да се решава со странски пари. За полека тие, да речеме, некој вид на проекти станат системски, така да во последните 15 години дел од тие позитивни модели ги прифатила државата и ги имплементира во смисол на образование. Меѓутоа, тука повторно остануваме само во делот на пораст на образование. Морам да кажам дека во делот на вработување ние се уште се соочуваме со голем проблем и со антициганизам, како што рековте, и дискриминација при вработување. Видете, јас ќе кажам еден конкретен пример. Ние допред 5-6 години многу ретко можевме да видиме ром кој што работи на каса во супермаркет. Многу ретко можевме да видиме ром кој што работи како обезбедување. Сега тоа не е случај. Значи имаме реален напредок. Па не би рекол дека е напредок. Тоа е поради тоа што голем број од населението во државата ја напушта државата и нема кој да работи. И сега ромите може да работат на каса, може да работат како обезбедување и го кажувам овој аргумент токму поради тоа што не е тоа дека ромите не можеле да ја работат оваа работа пред 30 години. Ромите не ја работеле оваа работа затоа што луѓето се уште имаат стигма дека ромите крадат, дека ромите лажат, дека ромите се неспособни. И затоа се имаме таква ситуација во која што ние одиме во маркет и вие гледате дека ром работи на каса и нема проблем. Ромите секогаш биле, да речеме, во супермаркетите, работеле во магазините, работеле тешката работа. Излезете вие низ град, ќе видите ромите работат во комуналец. Значи, ние од самото раѓање на нас ни била предодредена работната позиција дека ние секогаш треба да ја работиме највалканата, најтешката работа во оваа држава. Ете, видите, кризата со ѓубрето, кој го чистеше? Го чистеа ромите. Дали некој им покачи плата? Не. Професоре, луѓето се уште работат со договори. Зошто значи, е ваква? Не има решен статус. Зошто и денес во 21 век и после толку образовни и секакви кампањи се уште постои тој стереотип за ромите и дали е ова реално како што го кажува, дали е научно потврдено и генерално дали државата ги третира ромите како рамноправни граѓани или како социјална категорија што треба да се менаџира на некој начин? Гледате, стереотипите и предрасудите си постојат и постоеле од секогаш. Тие се менуваат, се прилагодуваат на состојбите. Сега, точно, да речем, дел од ромската популација станува многу повидлива на касите и така натаму, затоа што се случува тоа, поместување. Во основа, поделбата на работите во општеството го диктираш пазарот на труд. На некој начин со демографските процеси и движења. Меѓутоа, на тоа се надоврзуваат постојните културни сваќања, предрасуди, стереотипи. Неспор и човечки е, не оправдувам, но луѓето дискриминираат. Секој од нас и секаде во светот сака да си го најпрво уреди своето, да го заштити своето. Во тој дел етнички, расно, културно се случува. Затоа е тука државата да ја спречи таа примарна дискриминација која што се случува во односите помеѓу луѓето. Ако државата тоа не го прави, таа ќе добива се поголеми. Но напротив, сметам дека и затоа го постави прашањето, државата не ги третира ромите како еднакви граѓани со своји права и обврски кон системот, туку ги третира како некоја социјална категорија што треба да се менаџира и најчесто се менаџира околу избори и пред избори. Тоа не е само за ромите, не било само за ромите. Гледате го Скопје како град како се развивал. Најурбаниот дел на Скопје е од едната страна. Најголем дел од овие другите мала од оваа страна на Вардат со години биле, со децени биле запоставувани. Затоа што планерите на тој начин го замислувале градот да се развива. Да, значи, затоа велам одговорноста најпрво е во рацете на оние кои што ја водат, го водат системот, државата, политиката и така натаму, интелектуалците и со така. Луѓето ќе следат, ако видат министерот дека се однесува на овој начин, ќе следат како модел на однесување. Значи, не се согласувам дека немаме напредок. Се случуваат поместувања, дефинитивно. И ова менување на професионалната структура кај ромското население е една социјална подвижност вертикална, нагоре се искачуваат. Но што е со пристапот до здравство, до образование? Горан, пристапот до здравство и образование генерално се руинира кон сите. Не само здравство, сите јавни институции во Македонија под влијание на политиките на неолиберализам, на форсирање на приватните иницијативи, пазарот и така натаму, сите јавни институции се дерогирани.
И здравствени, и образовни и така натаму. Во тој процес се разбира најмногу губат помалку моќните. Се кини таму каде што е најтенко. Прашањето е дали разликите се зголемуваат или се намалуваат. Ќе се согласам, бидејќи на светско ниво во вакви околности кога преовладува индивидуалистички ориентации, никој никому не му е грижа за другиот како поминува, разликите се зголемуваат. И на меѓународно, интернационално ниво, и натре во земјата. Ние толкова социјални разлики не сме имале до сега. Океј, не ги имавме затоа што беше социјализам, кој што форсираше еднаквост на шансите на така, Добро, би ве прашал, што им ветуваат политичарите кога доаѓаат во ромски заедници пред избори и што од тоа ветено се исполнува после на Па видете, Дарко. Што Горан сум? Горан, извини. Што најмногу сака да чујат луѓето од ромска заедница, на пример, кога доаѓаат кај вас во невладина организација, што велат, што е за нив клучен проблем? Домување, здравство? Вакво, што ветуваат политичарите? Порано ако било гласањето поврзано со одат на терен и дадат зејтин или брашно, сега веќе станале многу поиновативни, даваат ваучери за пазарување во маркет, за да не бидат фатени. Со тие ваучери одат во одреден маркет, пазаруваат. Зборувам за делови во општините. И секогаш кога зборуваме за некое покапитално ветување, не сакаат да чујат ромите во смисла Па видете, ромите сакаат да слушнат. Ромите постојано слушаат, меѓутоа реализацијата е секогаш нула. Значи, меѓутоа како излегуваат луѓето да гласаат е најчесто овој начин. Значи, или тоа, или пак притисок, ако не искочиш, ќе останеш без социјална помош. А во смисол на ветувањата се секогаш тука, меѓутоа имплементацијата е нула. Ова значи гласање за гол опстанок, не за промени, не за подобрување на ситуацијата во општеството. Еве, јас не случајно го спомнав деталниот урбанистички план, отидете вие да направиме сега една анализа од 90-тите до 2026. Вие во нити една ромска населба немате, општините немаат направена некоја капитална инвестиција. Нема детален урбанистички план, луѓето се уште немаат пристап до асфалтиран пат, и секогаш е аргументот дека нема финансиски средства, општините некоја се задолжуваат Светска банка или пак земаат пари од Министерство за транспорт, меѓутоа многу ретко се прави некој инфраструктурен зафат во ромска заедница. Како стои она старата? Асфалтот завршува таму каде што започнува ромската населба. Значи, вие еве отидете во Бајрот, одите и до еден дел имате асфалтиран пат, почнува ромската населба, таму немате асфалтиран пат. Не е оправдување за системот. Во тој дел на Битола, најголем дел од градбите се дивоградби. Феноменот на дивоградбата е универзален во Македонија. Ама тоа се прави на јавно земјиште, не на приватно. Приватниците, луѓето индивидуално се ги чуваат своите нивчиња, своите земја и нема да дозволат некој да им изгради. Што значи дека повторно државата, општинските власти не си го чувале тоа што им е дадено да го чуваат. Од кои причини? Да, изборните калкулации. И најчесто тука ги наоѓаме главните проблеми. Затоа велам, најголемата одговорност е кај политичките елити и главните политички партии во Македонија. Само да напоменам, професоре, во однос на легализацијата, да, точно е, значи имаме голем број на населби каде што живеат роми, каде што не се легализирани, меѓутоа да земеме една друга перспектива. Значи, од кога се донесени закон, неколку пати нели имавме донесени закон, измени на закони, кој легализираше во оваа држава. Значи, повеќе од 50% држава на некој начин не беше нас легализирана. И на крајот кој успеа да легализира? Успеа да легализираат мучениците, успеа да легализираат згради, базени, а луѓево кои што поднесоа барања за легализација, нивните барања се уште стојат во општините. Со години стојат во општини. Сакам да кажам дека повторно прашањето на заедницата не се решава и не е точно дека ромите живеат во дивоградби. Значи, половина од нашата држава била во дивоградба. Меѓутоа, на некој начин се решила, а луѓево останале на тој, мислам, да живеат во тој степен како што живеат. Да, не е оправдување за системот тоа што МВР знаело колку луѓе возат без возачка или без регистрирани автомобили, а го толерирало тоа со децении назад, ниту пак за образованието тоа што толерира деца да не одат, да не ги завршат задолжителните основно и средно образование според устав.
но министерката бидејќи се обидам да парафразирам нешто, да објасни во стилот на традиционалниот начин на живот, зошто голем број на ромски дечиња не ги завршуваат ниту задолжителните степени на образование во земјава. Социолошко објаснување за ова. Држи ли алибито дека станува збор за традиционален живот на ромите кои често патуваат, излегуваат надвор од земјава, па се враќаат тука, па и тука треба се бара коренот на проблемот зошто задолжителното образование пустав не е задолжително за сите. Гледате, јас реков дека проблемот е двостран. Една страна институциите на системот државата, а од друга страна самата заедница, и ако сакате конкретните единки, индивидуи во тој дел. Да не биде само фокусот на ромската заедница во Македонија и на Македонија. Канада во еден период, пред 30 на години, се соочува со сличен проблем на маргинализација на французите како малцинство во Канада. Има сериозни проблеми, имало. Прават студија од социолози, културолози, политиколози. Доаѓа до слични сознанија. Да, системот како таков е насочен да ги фаворизира по економски моќните и така натаму англофоните на сметка на франкофоните. Меѓутоа исто така вика, франкофоните имаат некоја специфична култура која што не ги прави амбициозни да вложуваат труд во образование, во работни навики, вештини и така натаму, туку да останат така како што се. И на тој начин се прави јавната политика, да се дејствува на една страна на државата, на системот, со мерки, политики, но исто така да се делува и на другото ниво, да се променат ставовите, вредностите на луѓето кои што ќе ги натераат да прават поголеми напори да излезат од тој затворен круг на сиромаштијата во овој случај. Добро, за крај прашање, бидејќи времето истекува, темата е преопширна и предлабока. Како во оваква ситуација каква што сме, да придонесеме сите за минимизирање на проблемот, бидејќи да го решиме не можеме очигледно, бидејќи со толку стратегии, со декада на ромите и со не успеавме да го решиме овој проблем, за нешто што е навистина од корист за сите како што е системот безбеден град, да функционира како што треба и владењето на правото да важи без исклучок. Горан, јас како граѓанин на Македонија апсолутно го поддржувам тој систем, безбеден град, но исто така е законот забрана за пушењето. И тоа е исто така нешто што менува навики кај луѓето. Значи, треба да го прифатиме тоа, но исто така да ги земеме овие реакции како огледало, какви сме, што сме, и дека законот има ефекти, можеби не сакани. Можеби не сакани, како што се покажува. Ни треба ли студија како налик на таа што ја правеле канаѓаните? Апсолутно. За многу работи ни треба студија. Ама не да ги донесуваме законите, затоа што, сега сум јас нов министер, па ќе донесам нов закон, затоа што ќе кажам, имам некаква активност да се регистрира. Треба да се работи со населението, со луѓето, и секој од нас да си работи работата која што е платен на некој начин. Професорите, директорите на училиштата не сме да го прават тоа што го прават. Значи, немаме и друг излез, освен да се договориме дека ќе функционираме согласно на законите кои што ги носиме. Државата мора да гради се поголем институции, механизми да ги прифаќа децата ромчиња во образовните институции. Предучилишните, бидејќи тука се формираат како ликови, како луѓе. Шекири, ќе успее ли на заедницата од Бајри и од другите ромски населби да го прифати и да се прилагоди на системот безбеден град? Значи вака, Горан, секој систем кој што се носи или која се носи закон се прави проценка на влијание на законот и тоа претпоставувам институциите веќе го направиле. Дефинитивно мора да се сложиме со новите законски решенија, затоа што на крајот на краиштата сите треба на некој начин кој излегуваме на улица да сме безбедни, како ние, така и нашите деца. И за осудување секој престап. Меѓутоа, важно е дека спроведувањето на законите треба да биде неселективно. И тоа е тој проблем со кој што граѓаните во оваа држава се соочуваат, бидејќи мислам дека има некое чувство кај граѓаните дека постојано некој го прекршува законот и никој не одговара. И не треба да се донесеме во ситуација дека спроведувањето на законите и владењето во правото треба да започне со спроведување тамо каде што стапот најлесно се крши. И ова законско решение во ред нека се имплементира, меѓутоа да се имплементира кон сите. Сега нешто што би сакал тука да напоменам е тоа што
Не верувам дека повторно ќе се јават проблеми на терен. Ромите секогаш знаеле да се прилагодат на системот и бидејќи, као што кажав, законот секогаш се спроведува брзо и ефективно кај ромската заедница. И тука само сакав да напоменам еден момент со сегрегацијата во училиштата, како останатите го избегнуваат. Немаме толку време, мораме да завршуваме. Како се избегнува законот, значи бидејќи останатите етнички заедници знаат вешто како да изманипулираат и да избегаат од закон, меѓутоа кај ромите секогаш тој се имплементирал и верувам дека вакви изјави и вакви проблеми нема да се случуваат во иднина, затоа што оваа лекција е научена и морам да кажам дека медиумите изиграа голема улога во зголемувањето на стигмата, затоа имаше вчера и изјава на Совет на честа, затоа што целиот фокус се сврте кон изјавите, а не кон тоа што беше суштина. Само мал коментар. Има една изјава од Маргарет Тачер, ја знаете. Немој за проблемот со кражбите и непочитувањето на законот. Најчесто викаат, луѓето го прават тоа од немаштија, од сиромаштите. Таа вели, немојте да ги подценувате моралниот кредибилитет на сиромашните луѓе. Што ќе рече, да не ја генерализираме ромската заедница. Има сиромашни роми кои што го почитуваат законот, кои што извадили возачка дозвола. За тоа треба студија. Кои се тие лични персонални гледања, ставови кои што некои го прават да го почитува законот и покрај немаштијата да најде начин да извади возачка дозвола, друг кој што каже, не, јас ќе се возам кој може што да ми направи. Така да сиромаштијата само по себе не е извор на кршење на законот. Да, таа е поболна клима создава, но многу има индивидуални елементи во тоа. Професор Јуло Трајковски, Елвиша Кири, ви благодарам многу за гостувањето и учеството во денешното издание да се каже. Благодарам за поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма, имајте убав ден и довидување утре во истиот термин.